Правото на јавноста да се меша во проекти кои ја засегаат изгледа зависи од позицијата во која се наоѓа тој што го толкува нејзиното право. Ако е од нејзина страна, тогаш разбирањето е потполно, но промената на аголот го омаловажува нејзиниот револт. Малку ја свативме капиталистичкото време дека инвеститорот нема никаква одговорност према јавност. Вие кога градите во еден град, и така како имате одговорност према јавност. За каков јавност? Извинете, за 60 души на Фейсбук што џав канцелар? Не, апсолутно не са 60 души, станува збори за колеги ваши архитекти кои што реагираат. Заман превземете нешто. Игнорирањето на јавноста и на проектантите е карактеристика на урбанистите, односно на државата, која од собствени непознати мотиви, наместо да го санкционира, го стимулира таквото неразумно поведение и со отсуство на адекватни мерки дава свој придонес за урбаното дивење. Ова е атрактивна локација, 300 евра, нешто овде ми е чудно, вас како министер, дајте за застанете да ја проверам целата постапка. Постапката, јас кажав, не сакам да се повторувам, согласно сите процедури, целата... Овакви Гордан Јанковска Не, јас не сакам прво да се поистоветувам со... Заман превземете нешто. Конкретно зашто не побаравте претходно промена на уредбата со која се утврдува цена? Само заради овој случај ме прашувате. Мислам дека го расчистивме ова прашање. Уредбата, согласно уредбата како што е, така е постапено. Ја не сум знаел дека тој предмет ќе дојде тука. Заман превземете нешто. Ниту 3 години по овој фрапантен чин не е сменета уредбата, ниту е интервенирано во решението кое возможува потполно ненормално дооформување на парцела, односно легализира дрско ефтина продажба на атрактивно државно земјиште. Инструмент со кој може да се спаси нешто, сепак постои и за тоа веќе алармираат сите оние кои јасно се ставаат на страната на граѓаните. Од член 23 став 5 вели урбанистички план и така натаму, негов дел или планска одредба се суспендира од применување од страна на донесувачот на планот, доколку се докаже несомнена штета по јавниот интерес. Она што го оперативно го предлагам и инсистирам, тоа е да се поднесе барање за суспензија за која што градоначалникот имаше услов 10 дена после седницата на советот пред кој што реферира. Го охрабрувам градоначалникот да размисли пред да донесе одлуката за давање на дозвола на планот, да ги испита сите можности за да го стави планот под суспензија. Заман превземете нешто. Но зарем некој може да се посомнева дека градоначалникот кој меѓу првите покажал слух за урбаниот хаос не го сторил тоа што не само што се бара од него, туку и бил обврзан да го направи на барање на општинскиот совет. Општина Центар или јас како градоначалник веднаш постапив, пошто цело време тоа го читам, сме поднале. Ова е тој допис за кој што вели госпоѓа Павловска дека мора да се испрати до Министерство за транспорт и врски. Да. Добро? Значи ние веднаш сме постапили. До овој момент до Министерството за транспорт и врски не е доставен елаборат за суспензија од страна на општина Центар. Елаборатот за суспензија за тој план дали е испратен? Значи испратен е, еве го. Не, ние во Министерството немаме добиено елаборат. И на крајот, во се е веќе јасно и на виделина. Сите предмети ги доставуваме до надлежни институции, заман превземете нешто. Ама ако некој не го фати за гуша тој што направил план во 2012, тој што го одобрил, џабе ние расправаме сега. Да преземе нешто, треба тој што е обврзан да преземе. Криминалците се фаќаат за гуша, а политичарите за збор.